Лето во 2020 година за граѓаните несомнено е како ниедно друго досега. Наместо шетање и одмори во центар на вниманието ги имаат ковид пандемијата и изборите. Така е и со информациите и вестите. Во Полошкиот регион продолжува да расте бројката на заразени со корона. Изминатото денонокие во регионот на Тетово се потврдени 14 нови случаи, додека на подрачјето на Гостивар 12. Тетовско подолго време се смета за жариште, а во Гостиварско состојбата доби посериозна димензија во изминатите 2 недели. Гостивар повторно ќе речам дека е релативно сериозна состојбата. Меѓутоа во однос на другите општини повторно мислам дека имаме најмал број на заболени. Вкупно бројот на активни случаеви во Маврово, Врапчиште и Гостивар до денеска, до сега кога зборуваме, се 90 случаеви, од кои што 18 се хоспитализирани, 72 се на домашно лекување. Релативно сите се сега за сега барем во стабилна состојба. Повторно ќе кажам, треба да се живее со вирусот и треба да се придржуваме на основните правила, тоа е хигиена, дистанца и маски. Според таравари во целата земја, ситуацијата со ширењето на вирусот е надвор од контрола, а особено загрижува високата стапка на морталитет. Дефинитивно нема контрола врз ситуацијата, не е во Гостивар, цела Македонија нема никаква контрола. Вие гледате и морталитетот расте и тоа енормно. И ако се споредите од Словенија до Грција, сите држави заедно имаат помал морталитет отколку Македонија. За жал сега е и период на избори и кампања, и тоа влијае дефинитивно и затоа бројката расте секаде. Во последните регистрирани случаи има и вработено лице од одделението на УЈП во Гостивар. По спроведените епидемиолошки анкети се очекува 3 вработени да одат во задолжителна изолација. Во службата денес се изврши дезинфекција и најверојатно од утре ќе се продолжи со работа. Прегледот по општини во Полошко на денешните случаи е следен. Општина Тетово 11, Гостивар 10, Боговиње, Брвеница, Јегуновце, Врапчиште и Маврово Ростуше по 1 случај.